Почитувани пријатели, добре дојдовте во уште еден подкаст Panacea.mk. Panacea.mk е подкаст кој ги третира прашањата од здравството, од здравствената култура, но и некои други прашања поврзани со оваа тематика, која што знаеме е поприлично широка. Денеска ќе разговараме на една многу интересна тема, а темата е предизвици во здравството во однос на вештачката интелигенција. Вештачката интелигенција, знаете, е еден нов момент, иако тлее долги години во науката, но во последните 3 месеци прилично забрзано ги ремети на некој начин научните текови. А се знае дека здравството е базирано врз науката. Така да и ние не одолеавме да не се вклучиме како релевантен фактор во македонското информирање токму на оваа тема. Значи, нашите портали pediatar.mk и panacea.mk, кои се најрелевантните здравствени портали во Македонија, нели, го третираат ова прашање на своите сајтови. Но, ајде да видиме што имаат да кажат и луѓе кои што се директно инволвирани во оваа тема. Вечерва, мој гостин е доцент, доктор Илбер Бесими, значи специјалист по хирургија, субспецијалист по травматологија. Ова е она официјалното. Добро вечер, Илбер. Добро вечер. Особено ми е задоволство новата година да ја започнеме тука во ова прекрасно студио на подкастите на Panacea.mk и на Pediatar.mk и секогаш е задоволство да се учествува во едукација на нашите најблиски, потоа на нашето население и се разбира да размениме мненија со нашите колеги. И се разбира, мислам дека овие двата сајта се една од причините зошто сме тука и тоа да го направиме на најдобар можен начин. Апсолутно, мене ми е многу драго што ти веднаш професорски наставуваш, како што ги третираш своите студенти. Јас имам прилика неколку пати да седнувам со тебе и да разменувам некакви информации во однос на здравството, кога ги создаваме оние теми на Panacea и на Педијатар, и можам да им кажам и на стручната фела и на нашите пријатели од другата страна на компјутерите, телефоните и така натаму, сите што го следат овој подкаст, дека имаме работа со еден сериозен професор кој што е прилично поткован во својата фела. Ајде да почнеме од почеток. Еве го имаме интернетот, го имаме етерот, значи сите луѓе се секојдневно на тие мобилни телефони, на компјутерите, следат што се случува, Facebook, социјалните мрежи. Дали тие сегменти, тој дел од нашето општествување, од нашето живење, од нашето учење, од нашето решавање на проблемите, поврзано директно со здравството, дали тоа има некакви позитивни или негативни консеквенции или последици? Затоа што секојдневно сме ние бомбардирани од таквиот тип на информации и што е тука релевантно, што е нерелевантно. Ајде да видиме твоја некоја слика за што е интернетот денеска, но во однос на здравството. Апсолутно се согласувам дека веќе живееме во едно модерно време каде што така комуникацијата и протокот на информација мощно е брз и мощно е едноставен. Но тука јас би го започнал моето мислење или мисла со она познатата реченица: внимавајте кога читате медицински книги, може да умрете од печатна грешка. Да, се слушали на друго место, ама прилично вистината. Прилично вистината и токму заради тоа во тој проток на информации, апсолутно тука се работат и многу сајтови, социјалните мрежи и така натаму, апсолутно има голем проток. И филтрирањето на таквите податоци е апсолутно неопходно. Така? Јас апсолутно мислам дека ќе се согласат и пошироката јавност. Секогаш кога нешто земаме да прочитаме, апсолутно релевантноста прво произлегува од авторот. Така. Кој стои зад него. Кој стои зад него.
И така е наједноставното селекционирање на информациите апсолутно би било да видиме кој таа информација ја пласира. Така. Првенствено сега веќе сме општо познати со оние фейк ньюс и такви некои кликбајтови, значи информации кои што гледаат само да постигнат гледаности, да профити за тој што ги пласира, но И тука веќе доаѓаме, како што ние во медицината велиме дека имаме неколку автори кои ги цениме и како такви ги употребуваме, им пренесуваме нивни искуства, знаења и на нашите студенти и ги подкрепуваме со нивното знаење да го пренесеме во секојдневието на нашите студенти. Исто така, како податоци кои би споделиле со нашата фела и со населението, би биле тие сајтови кои апсолутно едноставно веќе секој од нас знае да го тоа оцени, да го види импресумот кој стои зад тој сајт и така натаму. И мислам дека ние во Македонија имаме апсолутно една голема предност. Веќе имаме два сосема прекрасни и добро подковани научно сајтови со голем број на трудови, кои на моје задоволство и вечер сум гостин на подкастите на тие сајтови на panacea.mk и на pediatar.mk, кои апсолутно во прва фаза го привлекува вниманието на стручната фела во Македонија. Значи одеа по правилниот пат. Значи не прво јавноста, туку прво оние кои што навистина треба да го оценат сајтот. Да, апсолутно. И тука ја мислам она релевантност на овие сајтови, бидејќи тоа веќе се сајтови кои се ценат и од стручната фела. Тие се на некој начин заверени од стручната фела. Заверени, апсолутно. Одлично. И тука веќе секој од било кој граѓанин на ова наша држава може да дојде до информација која му е потребна во даден момент и таа информација да ја добие од апсолутно стручен и компетентен лекар кој се занимава со таа проблематика. А секако си ја пишал и си оставил белег во овие два сајта. Тука значи произлегуваат и релевантноста на сите сајтови. Како што ние апсолутно како стручњаци во нашата фела која не интересира нешто, еден од најпознатите сајтови кои ние го употребуваме за да видиме релевантен труд и да го оцениме, ќе одиме на PubMed да го тоа видиме и индексирањето на сите стручни гледаме како е индексиран и во кои сајтови е цитиран, така мислам дека е таа релевантноста која апсолутно произлегува за да ги ние обработиме податоците кои земаме од интернетот како еден огромен океан на податоци кои ние како лица пловиме низ него. Так, и може да се улови било што, може да се извади и мала сардела што се вели, а треба да се извади некоја поголема риба. Во тој голем океан треба да се внимава да апсолутно некој предатор не те проголта. Так. И сепак апсолутно таа е апсолутна вистина дека ние треба да внимаваме какви сајтови читаме и на кои им веруваме. Значи, може ли да направиме едно мало резиме во овој дел од подкастот? Да кажеме согласно на оние светски, да кажеме, искуства во однос на медицинските сајтови и нивната веродостојност, дека многу е важно да има солиден импресум зад кои што стојат сериозни професионални лица, значи луѓе кои што се бават со здравството, и самиот сајт да содржи минимум 50% интервјуа со вистински професионалци. Така функционираат сите големи здравствени портали сајтови, заради тоа што тие луѓе кои што ги даваат своите интервјуа за тие сајтови, во нашиот случај се работи за pediatar.mk и panacea.mk, и даваат веродостојност, му даваат за право на сајтот дека ја кажува вистината, затоа што тој го пренесува директно она професионално мислење кое што тие го кажуваат во своите интервјуа. Тие се две основи на кои што треба генерално да им веруваме и како фела и како обични граѓани кога посетуваме интернет сајтови од здравството. Мислам дека дадов едно интересно резиме. Апсолутно, сосема точно, коректно, убаво резиме кое
сосема ги е срочено тука сите елементи. Значи апсолутно резимето стои и дека стручноста е на прво место, а тоа се пренесува преку она што го кажавте, интервјуата на нашите стручњаци во државата за определени медицински проблематики. Ај малку да зафатиме, значи кажавме што е добро, која е она белата страна. Но има и една црна страна, која што минимално треба да кажеме и што на што генерално не треба да се верува, затоа што постои оној ефект на расипан телефон или странците што велат англичаните лош препишувач. Знаете како, веројатно и многу документи, односно многу книги во историјата настанале во една верзија, но поради препишувањето и лошиот копипаст низ вековите, сега имаме некои други верзии. Така веројатно се случува и со здравствените артикли или статии. Имаме некој превземал некој артикл, статија од странски, да речеме, портал, па не му работел добро, не му функционирал преведувачот, па некои зборови ги превел другачие, па од него ги превземал друг портал, па трет портал, четврти, и на крај искочило наместо Нане да пие Магданос. Да, во секој случај, апсолутно, тука е преносот. Но, она што го кажавме претhodно, мислам дека преносот на информации и на совети, дадени од експерти, кои се докажани во државата, апсолутно стои. И на тие луѓе треба да им веруваме. Тоа е основата, мислам, на меѓусебната комуникација помеѓу лекар и пациент. Во прво место, довербата меѓу нив двајца. Така. Апсолутно, мислам, и во ваквите медицински сајтови е таа работа која ние треба да ја градиме. Довербата помеѓу читателот и сајтот. И тука тоа се пренесува со сосема коректни и точни информации пренесени преку интернетот, тоест преку тие сајтови. Ајде да придеме сега на една малку на друга тема која што е поврзана со оваа нашава и ќе го загатнеме оној дел каде што е делот на твојата професија, генерално хирургија и травматологија, прилично тежина и одговорност, и ако секој доктор има својата специфична тежина. Што правиме со технолошкиот развој? Што правиме со модернизацијата на здравството? За нив ќе дознаеме веројатно повторно на интернет, или ќе дознаеме доколку имаме случај некој таков со личната состојба во однос на што има ново во медицината. Дали доволно се следи технолошкиот развој медицината прво во фелата, значи прво во оној докторски кластер, да кажеме, професорски кластер, а потоа и за обичните граѓани, затоа што убаво е кога граѓаните ќе дознаат за некоја нова вакцина, кога ќе дознаат за некој нов лек, да кажеме, секогаш побудува интерес информацијата за некој што пронашол некаков напредок во однос на ракот, во однос на сидата, веќе тој напредок се гледа сериозен и така натаму. Ај малку тоа да го загатнеме. Апсолутно, значи, медицината е гранка на општеството или гранка на нашето живење која апсолутно го следи и мора да го следи тој технолошки развиток. И јас би го почнал тука дека тоа следење на апсолутно на развитокот на човештвото почнало со откривање на пеницилинот. Так. И веќе тука тој пат апсолутно веќе се развива. И додека во едно време главното средство на еден лекар и најголемиот развиток технолошки во тоа време било еден стетоскоп или слушалка која си ја знаат луѓето, веќе како што се развиваат сите работи во технологијата, така се развиваат и работите кои ги употребуваме ние во здравство. И сега веќе стигнуваме до една ситуација кога имаме на располагање апсолутно една голем опсег на средства кои можеме да ги употребуваме во смисла на
диагностицирање и третирање на нашите пациенти. Так. Значи сега веќе кога можам слободно да кажам пред 40-50 години било сон еден компјутер томограф да се има, сега веќе збориме за нивото на во кои пресеци тој работи. Магнетна резонанца апсолутно веќе збориме за квалитетот на третманот или на пресеците кои она може да ги направи. Веќе кога идентификуваме она што го кажа, нели, идентификување на малигнитети, да најдеме малигни клетки, веќе имаме на располагање PET скен кои ние можеме да го употребуваме апсолутно за да детектираме такви малигни состојби. Скринингот апсолутно веќе е една работа која ние во секојдневие го употребуваме во здравството за да превенираме посериозни болести и да си го предржиме тој основен принцип на здравството, подобро да се спречи отколку да се лечи. Апсолутно. Значи апсолутно веќе имаме во опсек една голем опсек и голем диапазон на средства кои може да ги употребуваме, технолошки средства да ги употребуваме во третманот на нашите пациенти. Ако се навраќаме, нели, кога било апсолутно проблематично таков еден хируршки третман, условно кажано на карцином, на разни состојби во хирургијата, веќе тоа оди во минимално инвазивни хируршки методи кои се со помош на технолошките средства кои ги имаме на располагање. И сето ова, кога ќе го гледаме статистички веќе кога збориме за наука, гледаме дека се апсолутно како статистички податок сите овие технолошки методи кои ги употребуваме во третманот на нашите пациенти резултират со продолжување на векот на живење на нашата популација. Но од друга страна и можен важен фактор е квалитетот на живење. Так. Доколку сега да кажеме условно компликациите на шеќерната болест, зборам за хируршкиот дел, беа еден од сериозните проблеми кои секојдневно една популација на пациенти со диабет се среќава, веќе нивната едукација, зборам веќе и на нивната едукација апсолутно, но се разбира и технолошкиот развиток и нивната можност да употребуваат сосема нови методи на третирање, лекови и така натаму, апсолутно се намалуваат. И сето ова, како резултат, го гледаме со она што веќе имаме подобро здравје за нашето население. Так. Ајде едно стручно мислење твое како професор, но и како доктор кој што секојдневно директно се среќава со пациентите и директно учествува во нивното лечење. Сепак хирургот мислам дека е апсолутно директно инволвиран во лечењето на своите пациенти, низ одредени зафати и терапии кои што потоа следат. Ме интересира твоето мислење. Дали медицинскиот развој и развојот на технологијата во медицината и во здравството е соодветен на оној што го имаме, да речеме, во мобилната индустрија за мобилни телефони, во автомобилската индустрија, во индустријата, каде што гледам дека развојот оди со помош на тие чипови микропроцесори многу брзо. Нели имаме сега чуда, иако и тие компании учествуваат повторно во здравствената наука и производството на некакви здравствени помагала, компјутери, апаратура и така натаму. Што мислиш ти, дали доволно развојот доволно следи или па можеби е и понапред од таа технологија која што е секојдневна? Апсолутно дека следи и дека тука се согласувам комплетно дека го следи тој развиток. Ние збориме пред 30 години, нели, лапароскопската хирургија како минимална инвазивна било предизвик да се направи една отстранување на жолчно кесе. Так. Додека како што се развива апсолутно сета технологија, тука збориме
и технолошки, и дигитално, и така натаму, веќе напредуваме и веќе многу посериозни хируршки процедури може да се направат со лапароскопска хирургија, за да му се олесни се разбира на пациентот. Од друга страна, веќе кога одиме понатаму, јас имам една, искрено кажано, една шега веќе како да го живееме оној Star Trek. Star Trek кај што целиот скен одеше со една операција. Да, Star Trek серија, веќе збориме за Да Винчи, операцијата со Да Винчи, која апсолутно е работа која го има во сите сфери на медицината, поготово во уролошката хирургија се употребува, но и во травматологијата веќе лека по лека го завзема тоа место, но гледаме дека тој технолошки развиток апсолутно си го зазема своето место и веќе можеме ние сме свесни дека во Олимпијада имаме лице со ампутирани екстремитети кои учествува во Олимпијада и прилично добар резултат остварува со тие помагала. Со тие помагала. Веќе збориме за биометриски протези, веќе сме апсолутно ги има и во нашата држава, значи биометриските протези. Веќе евидентно е тој технолошки развиток и тој технолошки развиток апсолутно со употреба на тој развиток им олеснуваме на нашите граѓани, на нашите пациенти за да се справат полесно со нивните здравствени состојби. И тука мислам дека тој развиток ќе продолжи понатаму и дека апсолутно дека ќе си го најде технолошкиот развиток и развитокот на информатичкото да кажам друштво, општество ќе си го најде таа соработка со медицинските науки. Да, јас можам да кажам дека од тимот на Панацеја ние верно и упорно го следиме технолошкиот развој и ни сите наши интервјуа и во педијатри исто така граѓаните, но и фелата може да дознаат за сите оние иновации кои што се во Македонија во однос на давателите на здравствена заштита кои што ги даваат и кои што се впрочем и наши пријатели на двата портала и за сите тие генерално за сите тие процеси, процедури и начини на лекување може да дознаат на нашите сајтови, но ќе се трудиме и да понатаму сите иновативни мерки во кои што еве ќе те поканиме и тебе некој пат да ги коментираш, да учествуваш. Ни е многу драго кога го правиш тоа во нашите интервјуа, за да можеме да го дадеме 100% учинок кон информирањето на здравствената фела, односно на докторите, на стручната јавност, но и на граѓаните во нашата држава. Сега веќе доаѓаме до еден нов момент, доаѓаме до таа вештачка интелигенција. И сега имаме медицината. Мислењето за вештачката интелигенција во прва слика, на прв кадар е многу позитивно, затоа што таа ќе донесе некаков прогрес и ќе донесе веројатно нови моменти, лекување на нови болести и така натаму и така натаму. Но јас не би го толкувал тоа. Јас би ти дал тебе, би ти ја префрлил топката како на тениски меч, буквално да биде кај тебе сервисот и малку ти да го разработиш односот на медицината со вештачката интелигенција. Мислам дека тука си стручен, она што би рекле врв на стручноста го имаш и имаш многу интересни размислувања во подготовката на овој подкаст. Мене онака буквално ме изненади и јас се радувам што соработувам со такви луѓе, па така да повели, ајде да чуеме нешто, кај ќе најде се корист здравството од вештачката интелигенција? Апсолутно дека е веќе светски тренд вештачката интелигенција. Имаше неколку и дебати во светски размери, кога веќе имаме вештачка интелигенција, дали треба да учиме. И апсолутно беше сублимацијата дека ние
Мора да учиме. И тука чисто да разјасниме за општата популација. Вештачката интелигенција ги обработува податоците. Так. И врз основа на тие обработка на податоци и на неколку извори на обработка на податоци донесува некакви заклучоци или онака да кажеме под наводници мненија. Но во медицината, веќе кога збориме за вештачката интелигенција, а тоа е веќе проблем кој апсолутно во Европа почнува да зема се поголем замав. Збориме за употреба на податоци. Во медицината апсолутно ние кога веќе збориме за податоци, употреба на податоци и така натаму, во медицината има и други столбови на третирање со пациентот. Тоа е совеста, тоа е емпатијата. Так. Која апсолутно Веројатно и самиот разум, и самата свесност на стручните лица. На стручните лица. И тие две работи кои треба да покрај интелигенцијата која апсолутно секој од нашите колеги ја има без да се двоумиме во тоа. Не студираш толку години да специализираш. Пола живот ви поминува во тоа. Да. Токму така. Тоа е најдолгите студии и најдолгото образование, реално медицинското образование, но во вештачката интелигенција веќе збориме за обработка на податоци, но ја немаме емпатијата, совеста и совесноста во нивниот третман. И апсолутно сметам, онака, еве, почнувам од крајот, онака, сметам дека тука би требало апсолутно ние да го употребуваме вештачката интелигенција како здравствени работници, но контактот да не го изгубиме со пациентите. Тоа е можно битно и можно корисно за сите нас. И како здравствени работници, бидејќи апсолутно со третманот на еден пациент и ние учиме, но и го обслужуваме тој пациент. И тој проблем апсолутно во Европа имав прилика минатата година да учествувам да бидам дел од неколку конференции кај што граѓаните оние консултации преку телефон сакат да ги избегнат бидејќи не разговарат со физичко лице, него разговарат со вештачка интелигенција и тоа е едноставно чиста обработка на податоци и добивање на протоколите без да се согледат малку пошироката слика на пациентот. Но, од друга страна, таа обработка на податоци, пресметковниот дел, брзината, опсегот на обработка на податоци, вкрстувањето, мечингот на податоците е работа која апсолутно ние треба да го употребуваме. Затоа што генерално ќе ни треба многу време, а некои пациенти немаат време. И сега некои болести. Во таа насока, веќе кон крајот на минатата година беше објавено дека со помош на вештачката интелигенција е откриен нов антибиотик кој апсолутно може да се третира во метилрезистентен стафилококус ауреус. Една од најопасните инфекции во болнички услови и кој апсолутно ни одзема големо време за третман, скап третман и може да заврши фатално за пациентот. Апсолутно, значи обработка на такви податоци и користењето на вештачката интелигенција во таа насока на подобрување на добивање на такви податоци и креирање на нови методи, тоест нови препарати за третман на тие пациенти, јас таквото едно апсолутно откривање на таков антибиотик можем да го доведам во исто равниште како за прв пат кој е измислено или пронајдено првиот антибиотик, пеницилин. Так. Со тоа ќе им овозможиме што помалку компликации на нашите пациенти. Од друга страна, збориме за оној дел кога ние како здравствени работници сме човечки битија. Замор, намален биоритам, домашни проблеми, сите надворешни ефекти на надворешна средина и така натаму. Сите други секундарни апсолутно влијанија
влијаат апсолутно во квалитетот на нашата работа. Тука вештачката интелигенција, посебно во делот на обработка на податоци, зборам за читање на слики, обработка на податоци и така натаму, би ни било вашиот проблем. Го нема тој проблем и би ни било од голема корист. И тука мислам дека апсолутно ќе најде голема примена вештачката интелигенција. Понатаму се разбира во оној дел што во хирургијата ме интересира, кај тебе. Значи во травматологијата, нели, таа е интервентна, брзо. Значи апсолутно веќе има неколку пристапи во светот. Так. Со онака комбинација на вештачката интелигенција, употреба на технолошкиот развиток на виртуалните рефлексии за да можеме да направиме реконструкција на еден дел и да го видиме како да in vivo го гледаме под компјутер. Так. И со тоа ни овозможува многу полесно третирање на пациентот и се разбира поквалитетно, краткотрајна интервенција и без некакви можни компликации понатамошни. Апсолутно дека ќе најде употреба на вештачката интелигенција во медицината, но многу е битно таа секогаш да биде водена од човечкиот фактор. И контролирана. И контролирана. Апсолутно. Тука се доведуваме во оние основните трите закони на роботиката, дека треба да му служи на човештвото. На човештвото и само на човештвото. И само на човештвото и да му нанесе штета на човештвото. Апсолутно, се што се држи под контрола, мислам дека може да даде резултат, заради тоа што јас искрено, тоа е мој некој заклучок, ќе треба да помине малку поголем временски период, додека таа не развие, не верувам дека било кога ќе развие разум или свесност, но додека не развие некаква си состојба во која што ќе може да дава одговори на некои други прашања, да речеме, освен во овој сегмент и сегментите во кои што ти ги спомена, кај што дефинитивно и сега може да се користи, се надевам дека и помогнала во изготвување на некакви вакцини. Брзо добивме вакцина за COVID-19, иако тоа малку изгледаше невозможно. Во тој момент кога се случи целата таа, да кажеме, глобална хаварија условно, но ете, можеме да кажеме можеме да кажеме. Ајде еден мал заклучок, две реченици околу овој муабет, значи денеска што го правевме, технологија, медицина, здравство, релевантна информација. Значи ајде да ги вкрстиме малце, не е тешка задача, чисто да дадеме едно резиме за гледачите, за да не гледаат и следниот пат. Јас апсолутно тука би се навратил во оној дел кога ние веќе го имавме таа пандемија и добивме два типа на вакцини. Едната беше она стара школа, old fashion вакцина, и едната беше со информатичка РНА. Апсолутно. Тоа е една комплетно нова димензија на развитокот на медицината и тука апсолутно целиот тој технолошки развиток ќе влие. Како резиме би подвлекол тука дека медицината не може да се одвои и да биде екстериторијалност од целокупниот технолошки развиток на човештвото, но од друга страна има своји специфики кои апсолутно би требало да ги придржиме. Ние треба да ги користиме, треба да ги употребуваме во полза на нашите пациенти, целиот технолошки развиток, вештачката интелигенција и се друго што би произлегло понатамо од модерниот развој, но тој друг ефект на човечност, на совесност, на емпатија кон пациентите апсолутно мора да постои. И тука апсолутно релевантноста на податоците кои ние би требало да ги употребуваме во секојдневието и да ги филтрираме преку можноста кои ги имаме од добивање преку интернет, тоа да го направиме преку
лица кои тоа го употребувале и сајтови кои знаат кој го уредува и знаат кој го пишува тоа. Так. Значи, мораме да провериме изворот на таквото, на информацијата која ја користиме. Одлично. Повторно ми даде одговор во стилот на Стар Трек. Да. Значи, треба да бидеме земјани, а не вулканци, Да. затоа што кај вулканците, нели, емоциите не значеа ништо, туку беше само рациото и логиката. Сепак ние сме луѓе и некогаш емпатијата и самиот поглед на докторот и чувството за препознатливост може да го реши проблемот и диагнозата за одредена ситуација и одредена болест. Апсолутно, многу е важно да се има релевантен извор на информации. Ние во Панацеја, како и во подкастот, така и на нашите сајтови, на нашите портали, pediatar.mk и panacea.mk, ќе се трудиме и понатаму тоа да го правиме навистина веродостојни и од вистински здравствени извори, благодарејќи на сите вас професионалци кои што сте наши пријатели, кои што учествувате во создавањето на статиите и на артиклите. Тебе ти благодарам за учеството во денешниот подкаст и се надевам дека ќе се видиме пак на некоја нова тема од областа на здравството. Секако, и мене би беше задоволство и се разбира. На овие два сајта секогаш им стојам на располагање. Ти благодариме. Почитувани пријатели, тоа беше се од денешниот подкаст Панацеја. Се гледаме во некој друг термин, со некоја друга тема од областа на здравството. Нормално знаете дека ние го третираме здравството и се она што е околу него и се гледаме.